Почитувана јавност, почитувани медиуми, навистина огромно е задоволството кога имате најава на 5-тото издание на Охрид вино фестивалот. Еден бренд кој што навистина со гордост како општина Охрид го носиме и можеби од самиот почеток кога нешто ќе треба да се направи, треба да се соберат повеќе сили, меѓутоа уште повеќе треба да се организира тоа понатаму и истото тоа да прерасне во традиција. Токму 25, 26, 27 јуни ќе дишат во стилот на музиката, различните стилови на музика, меѓутоа и на виното. 25 јуни, група Сарај, Дани Димитровска и Меморија. Петокот 26 јуни е на сцената ќе настапат Брос Марама, Ѓоко Ѓорчев со Кате Танева, Кукулеле и Пауза за ракија, додека на 27 јуни Солзи и смеа, DJ Фиц, Битолски камерен оркестар и Супер Хикс. Една разноврсна програма каде што сите љубители на музиката и на виното ќе може да уживаат во неа. Почитувана јавност, почитувани новинари, почитувани писатели, благодарам на поддршката како секоја година на овој прекрасен фестивал, традиција која прерасна во стварно прекрасна традиција, многу љубов, многу енергија овие 5 години на овој фестивал. Така ќе продолжи и овој пат. Имаме повеќе, како секоја година презентираме новитети на фестивалот. Оваа година пак имаме повеќе сорти на вино, повеќе винари, повеќе храна. Така да баш би сакал да дојдете и да видите различност од прошлата година на подобро. Секоја година, како што каже и председателот, дека ние се трудиме да овој фестивал биде секоја година подобар и подобар. Така да 5-тото издание сигурно и сега ќе биде најдобро до сега. Колку винари ќе земат учество? Ние имаме секоја година стандардни поддржувачи на поголемите винари во Македонија, но имаме и нови винари кои се појавуваат на осим охридските нови винари помали. Имаме и една нова винарија која е собственикот работи во Microsoft и е наш македонец кој живее во Сијатл. И оваа година новата винарија ќе биде Душа, која ќе ги презентира нивните 9 врсти на вино, така да тоа е еден новитет на овој фестивал. Имаме една нова винарија која ќе ја презентираме и би сакал да ги пробате нивните вина. Така да некои 20 на винари од прилика плюс минус имаме, пак ќе кажам, оваа година ќе имаме и повеќе ќе имаме и повеќе, како се вика, повеќе храна, повеќе врсти избори на храна и тоа. Во некои слободни проценки, колку илјади посетители посетуваат фестивалот во сите тие? Видете, нашата проценка како организатори е дека ние имаме во тие 3 дена некои од 50 до 100.000 луѓе. Наша некоја проценка, така да рачунаме дека оваа година би требало според, ако не посака времето, а личи дека ќе не посака, дека ќе можеби ќе направиме рекорд. Колку влијаат овие манифестации за подобрување на туристичката сезона во градот и Знаејќи дека целта на општина Охрид е токму промоција на туризмот и на културата, меѓутоа и да го раздвижиме онај период на сите денови од самата летна сезона и токму овој фестивал значи почеток на оние настани кои што ќе ги имаме понатаму и кои што ќе следуваат летото, многу значи затоа што токму со програмата за култура ние навистина го промовираме и градот Охрид, ја промовираме Македонија, меѓутоа и сите оние љубители на виното, храната, музиката и на Охрид и на сите оние препознатливи места кои што сакаат да ги видат во Македонија може да ги спојат со овие настани, така што е многу важно и за самата промоција на градот и за самата промоција на туризмот и нешто што како општина Охрид сме им благодарни на сите вклучени во овој фестивал, особено на организаторите. Им честитам за ваквиот настан кој што е во веќе 5-та година со ред го организираме. Може
дали е доволно време да се размислува можеби за интернационализација поголема на овој фестивал и за некаков таков елемент во идниот развој? Ние се трудиме, види, нашата цел е да овој фестивал е урбан, пред све и да ги донесеме сите луѓе кои сакаат да пробаат и вкусат нешто друго. Охрид е туристичка дестинација и јас мислам дека овој фестивал е права ситуација да кажеме да почне туристичката сезона. Дали треба да има и други винари од соседството, поготово и од Балканот, секако дека да работиме на тоа, но мораме да знаеме дека и заинтересираноста на соседните винари е реално не за Охрид, него воопшто во Македонија да продаваат вино, пошто реално ние сме као винска земја познати во регионот сме сигурно познати, но и во Европа, така да реално кога ќе дојде човек во Македонија сака да проба македонско вино. Така да многу е тешко во Македонија да тие винари кои се од регионот се промовираат во Македонија, пошто не се реално. Така да ние покушаваме македонско вино, македонска музика и да го промовираме Охрид како македонски туристички центар на Балканот. Две прашања, може? Дали случајно имате соработка со некои туристички агенции кои што би носеле чартер линии само за овие 3 дена кои се... Винскиот фестивал е 5-та година, тоа е супер идеја. Значи, ние не соработуваме моментално со ниедна туристичка агенција, но сме имале повици за таа работа, така да сигурно сум дека и општината и градоначалникот и председателот ова е добра идеја. Ние сме идале знаеш, да фестивалот порасне сам, па да кажеме да они почнува да се јавуваат, меѓутоа имавме реално имаме таква најава дека е можно да луѓето пошто сакаат да дојдат баш на фестивал. Уште едно прашање, на местото кај што се одржува има огромен дим кај што се емитува фудбалското светско првенство, дали мислите дека тоа ќе биде предност или мана? Па видете, јас сум исто собственик на угостителски објект, имам секоја вечер различна музика, па на луѓето не им смета кој гледа фудбал, кој сака нешто да слуша добра музика, така да мислам дека позитивноста на фудбалот секако, пошто е најатрактивен момент во светот што се случува, сум сигурен дека може само да допринесе за фестивалот. Меѓутоа реално фестивалот е доволно голем за луѓето да дојдат за фестивалот и уживаат фестивалот. Супер.